Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Денес е посебен ден. Па да, секогаш има еден почеток и секогаш има еден крај. За жал, денес ја правиме последната емисија за ова сезона, да кажеме, од Шери, што ќе готвиме денес. Се надевам, ти поминавте преубави моменти, јас да ви кажам право, ја уживав, само тоа правив, уживав. А мојата Шери и она уживаше. Да ви кажам право, сите јадења што ги направивме до сега, се утепавме од јадење. Немам друг збор да кажам, навистина беа порции, добри порции за 1, 2, 3 и 4 луѓе. Ама тоа е. Све, кажам, има еден крај. Се надевам, оти ќе се гледаме наскоро, ама ајде, да готвиме, ќе разговараме уште. Да видиме што имаме на располагање во фрижидерот. Јунешко особуко. Што ќе правиме со јунешко особуко? Ќе му ставиме малку една пиперка, ќе му ставиме морковче, обавезно, ќе го правиме на италијански начин. Ќе му ставиме малку целер и ќе му ставиме малку од црвена пиперка. Обавезно домат, ќе му ставиме доматен сос. Гледам, ќе му ставиме една тиква овде. Ајде. Ако имам време, ќе правам еден мал десерт или една супа. Не знам, ќе видиме текот на готвењето што ќе ми текне. Со тоа ни треба сос. Имам овде босилек сос. Таман ќе оди со тоа. И ни требат тестенини. Убаво парче месо, да земеме овие дебелите, што ги сакам многу. Тој се викат овде горе папарделе. Ајде, дали ќе стигнам до нив. Папарделе. Да. Они ги видят валјани, широки резанци. Таман. Ајде. Ќе ги свариме. И во меѓувреме гледам како да го направиме тоа, да ни биде лесно и све. Ајде. Ке пробам ништо друго. Ке правиме вака, една тава, едно тенџере и ке ставиме све да се топли. Ајде. Ова да се топли. Меѓувреме, ајде. Да се полни со вода ова. Остан да не биде длабок, да не биде така. Оти све ќе сервирам во ова. Ќе биде многу полесно. Така. Доволно вода. Океј. А дали ќе? Океј. Може. Океј. И тука. Максимално. Вуаля. Не. Не ми оди. Ке мора да пазам, да не ми правам. Така. Ова е окей. Па последната емисија, више, навика од се. Тоа е тоа. Ајде. Малку сол. Ја малку сум денеска емотивен. Нема да се видиме више со Шери, што ќе готвиме денес. Ама. Продолжуваме авантурите со Марк. Тука сме. Со тоа ќе се гледаме уште за 40 емисии. Не ке можете без мене, како ја не можам без вас. Тоа е. Ајде, ова да се пече. Ми треба кровит. Ова е дебелиот кромит. Супер. Ова вака. Ајде, Марк. Доста збориш, малку готви ти. Ако е последната емисија, мора да направиме до крај и да биде нешто интересно. Како кажав, денес ќе направиме особуко. Зошто особуко? Чудно име, навистина.
Тој е дел, особуко, дел од ногата. Што е доле. Се сечи на големи парчиња и нормално се пече долго време. Па денеска ние ќе го правиме на брз начин. Вака. Океј. Кромит. Ше малку. Доволно. Масливо масло. Кромидот. Таман. Ајде. Почне да прже. Папарделите ќе ги ставам директно. Од они ќе се варат. Не ми треба многу. 3, 4, 5, 6. Така, доволно ми. Ова ќе се сварат, ќе биде подлога од особуко. Во Италија обавезно се јади или со ориз, или со тестенини. Овие тестенини се перфектни за тоа. Ајде, нека се прже ова. Месото не го отвори уште. Да видам на што личи. Дали имаме за јадење или... Ете зошто особуко, да ви објаснам, особуко зошто ти има една коска. Овде, во средината, Андреја, секојаш месо на врвне квалитет, на врвно ниво. Гледайте, пакувано, све, многу ми се допаја. Ајде. Вуаля. Сега ќе објаснам зошто особуко. Видите парчето, ова е ногата, све околу е мускул. Ова е коска. Во коската имаме срч. И се земува коската до устата. Оти се јади срчот. И тоа се вика осо, коска, буко, уста. И јадиме срч. Вала зашто дојде особуко. Една од приказните. Не знам дали е вистината приказна, ама ја така го научив. Ете тоа. Особуко. Коска на уста. Нека се пржи ова. Супер. Ке му го додаваме парчето месо директно на кромидот. Нека се пржи. Таман. Ке му ставиме исто морков. Аля. Хап, 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 хап. Аля, второто морков. Ке му ставиме малку парче пиперка. Така. Океј. Ова. Овде. Позади. Домат. Ора, хапс. Исто убави парчиња. Како убав домат. Какви квалитетни домати имаме. Пазарот во Македонија ни дозволува да ги имаме најубавите намирници. На вистина. Така на страна. Вала. Слушајте. Грчка така. Многу ми се допаја. Така. Да бришиме даската. Вала. Исто. Морковот се става исто во особуко како се става во болонјезот. Морковот ќе го облажи рецептот и ќе му дава тој вкус малку благо, така што го очекуваме со доматот. Оти ќе му додаме уште домато босилек и тоа ќе му дај тој шмек малку благо, што ќе биде полесно да не биде толку киселко. Така. Вала, хап. Таман. Зошто го зедов ова е? Оти овде ќе се пропржи, тестенините ќе се сварат на пола, ќе ги извадам од вода и ова ќе отурам на тестенините и ќе оди во рерна. Ете тоа. Тоа сакав да направам денес. Исто малку од пиперка, чисто е дека да има малку различно, оти во оригиналната рецепта не се стават пиперки. Затоа денеска правиме особуко, италијанско, на македонски начин. Со пиперки. Хапа, вуаля. Океј.
Така, уште коцки. Така. Месото ќе го превртам. Кај ми штипката. Ејде. Кај ми штипката. Ахаха, вуаля. Супер. Ги ставиме пиперките исто околу. Ете, месото се печи, тестенините се варат. Вуаля. А ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Ова особукото, убаво се печи. Тестенините за мене се доволно сварени на пола. Така треба да бидат. Како кажав, ќе вадам водата. Оп. Ајде. Така. Ќе оставиме малку вода внатре. И они ќе одат во рерна после. Месото, гајте, ми се вади стрчот. Ова, тука. Овде, нека продолжи ова. Ке му ставам малку целер, што имам пресечено. Нека се пропржи убаво се и ќе му додавам сега босилек сосот што го имам од подравка. Навистина, ова ќе биде топ комбинација. Печката е пуштена, 200 степени, одлично. Имам тиквица, кажав ти ќе направам нешто. Ќе видам, ако успеам, ајде, нека се пржи ова, ќе направам крупчиња, да видам. Ќе биде тешко, ама ајде, ќе видам. Да направам едно благо, со 4 парчиња, ќе направам 5, за да бидам сигурен. И ќе го карамелизирам малку со шеќер и света. Ќе видиме, ајде. Ова е окей. Ова е окей. Сосот босилек оставивме на особуко. Малку вода. Водата не ставаме тука. Окей. Оставиме неколку зачини. Ете малку розмарин. Топ. Розмарин. Макдоналд за на крај. Имам рукола. Одлична комбинација, италијанска комбинација, врв. Ама гледам, оти фали неколку зачини, нешто така. Продолжуваме. На рад. Супер. Вака, му ставаме малку сол тука, малку сол ваму. Окей. Ќе му ставиме малку нешто лутко. Ајде. Ова. Супер. Така. Ќе му ставиме малку шафран имам овде. Така. Окей. Печката ми кажа отие на температура. Окей. Ова го тураме на тестенините, на особуко и. Ова имаме едно јадење што ќе кршка за кратко време во печката. А ние исто се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Ова е топ. Може да оди во печка директно. Ајде. Оди во печка. Вау. Печката на 200 степени. Нека се крчка. Јас сакам да пробам да ги направам овие крукчиња од тиква.
малку карамелизирани, така на путер. Ајде, ќе пробаме. Успеам. Не. Ќе видиме. Мустам малку зејтин, за да не ми гори путерот. Така. Малку зејтин, ова не ми треба више. Кромит не ми треба. Пиперки не ми треба. Да ги оставиме така на страна. Ова завршивме. Ова, окей, ова ќе го употребиме за сервирање. Ова исто завршено. Ајде. Да правиме малку место на масата. Пак ќе кажам, плюс е последната емисија. Секој емисија кажував, оти чиста маса, па мора и последната да бидам таман чист. Ајде. Ќе ставиме кручињата од тиква да се пропржат малку. Ќе пробам. Вака. Ставиме путер. Убаво парче путер. Сакаме путер. Кога ќе плива во путерот, тоа ќе биде многу убаво. Ама треба да биде на тивко. Затоа ќе го оставиме сега да се пропржи со зејтинот, да се качи на температура, ќе го оставиме потивко и после ќе плива во путерот. Ајде, нека стои тука путерот, ова ми тука, се спрема. Ми треба шеќер. Ќе му ставиме малку шеќер. За после имам исто пимет, малку е, како да кажам, се од влажността, шеќерот ми се стврди. Нема веза. Тука е. Имам мед, органски мед, супер. Ми треба сладолед. Да, сладолед нема. Ќе биде чисто тиквица, пропржена и карамелизирана. Ќе видиме што ќе успееме. Ќе видам дали имам ореви, дали имам бадеми или имам нешто така за да го украсам, осем да украсам тиквицата. Ете се пече на рад. Океј. Што имам тука? Ја имам бадеми. Имам неколку бадеми и ова ќе биде на крај. Имам семки. Ајде, зошто да не? Може. Ќе сечеме малку така неколку бадеми и ги ставиме на крај. Нема да ги ставиме сега. Да другото го заборев, го ставив во рерна, се пече особукото во сос со тестенини што се пола варени. Ви кажав, ги направив намерно да бидат пола варени, зашто оти му додадов сосот, месото над тоа и они си продолжуваат, се печи, се вари, се прави. Одлично. Овде бадемите ги кршам така, ги сечам на мали парчиња, они исто ќе се карамелизираат така со путерот и све. Таман. Валя. Да му го ставиме сега парчето путер, мало парче, мало големо парче и ќе му ставиме малку од цимет. Цимет, тиква. Цимет за десерти секогаш оди. И во јадења, многу убаво. Ама со путер и цимет, многу добра комбинација. И малку жафран ќе му ставам. Така. Ти ова е сос што ќе го покри после тиквата. Можеме да ги додаваме сега парчињата од бадеми. Вуаля. Се прави ова. Сега на тивко ќе го намалиме и ќе се пече за кратко. Па кратко, малку повеќе време. Ако не стигнам, ќе се враќаме полека за кратко. Ама ќе видиме. Сега за сега е на добар пат. Гледам оти е окей. Путерот се топи. Тиквицата се вари. Полека, полека. А ние се враќаме за кратко. Шери, ки готвиме денес?
Ова се пече на тивко во путерот, како кажав, со цимет. Ги ставив бадемите, ги ставив овде малку, како кажав, цимет, бадеми, ставив и жафран, путерот, малку зетин од почетокот, чисто така за да можеме да го подпечиме, како да кажам, парчињата од тиква. Ќе му ставиме сега малку мед. Мислам оти ова е најубавиот дел и полека ќе одиме да видиме во редната што се случува. Вуала. Медот. Преубаво. Секогаш кога го потребам овај мед, мора една лажица да земам. Мора. Многу баво. Ова нема поздраво од тоа. Шекерот ќе му ставиме на крај, така чисто како гарнир. Не му треба шекер. Медот ќе заврши комплетно работата. Ете, на тивко. Путерот како му дава така убав мирис, не може да знаете. За последното ден, на последната рецепта, ќе направам навистина нешто чудно. Мора да се превртат. Ете така крупчињата. Океј. Вака. Вау. Вау, супер. Да видиме во редната на што личи. Ај. Одиме. Осо буко. На вистина, ова не ми треба друга лажица. Да видиме на што личи. Тестенините се гледаат и се спремни. Месото полека гледам отие и он спремен. Сочот ќе можеме на крај. Знаеш што ќе направиме со мојата шери, тоа е последниот ден. Ќе се земеме коската, ќе ставиме меѓу нас во усата и кој ќе кошмука најповеќе ќе го јади сушчот. Па да, ќе видиме кој ќе успее. Јас ќе успеам. Ете така. Јас што многу зборам, а така ми кажува, ти премногу збориш. Не само што премногу зборам, премногу јадам и премногу се. Ова ајде, да го оставиме уште малку, да се доврши, да се допече, а ние да разговараме малку, да. Пак ќе кажам, многу сум тажен денес, оти за последната емисија што ја имаме. Да, ќе мора, да, не ги навијам више зборовите, оти емоцијата ми доаѓа. Направивме 40 емисии, како кажав. Прекрасни емисии, уживав во сите рецепти, пак ќе кажам, се надевам оти и вие уживавте во емисиите. Со нашите партнери, Подравка, Мамас, Виномаркет, Беко, Президент, Алпско, Нептун, сите они беа тука со нас. Со нас, за вас и со мене. Ќе продолжуваме со други емисии, продолжуваме со авантурите и се надевам оти наскоро ќе се вратиме со уште други емисии од шери што ќе готвиме денес. Тој проект, таа идеја, навистина ми беше долго години во срцето, оти беше нешто што сакав да го направам. Не го ветив, ама кажав еден ден ако можев да го направам, ќе го направам, го направив. Еден дел се оствари, ама ќе продолжиме, сигурен сум. Имам уште едно нешто. Со нашите партнери, Подравка, ако сакате, ако сте за да имате еден убав поклон, една убава кутија, нешто што ќе ви пратиме од нив. Со намините од Подравка, ќе имате тестенини, сосови, такви ствари и све. Пишите на социјалните мрежи, пишите на шери што ќе готвиме денес, кај мене на Марк Де Јонг, шеф Марк. Ќе видам, пишете што сакате. Убави зборови, еден лайк, еден срце, нешто така. Па ќе кажам, шери што ќе готвиме денес, на Инстаграм сме. Јас ќе одберам од вас еден победник и ќе му пратиме една кутија со пуно намирници од Подравка. А ние сме при крај, ќе го извадам во собукото, нема да го сервирам, оти ова е нешто што мора да го пресечиме и све тоа и да го ставаме во тањир. После ова се става на маса, му треба малку Макдонос. Ајде, чекај,
хубав Макдонус овде. Така. Му ставам парче Макдонус. Извините, емоцијата навистина ме прави да бидам така. Ова е спремно. Ова го вадам. Исто, ќе му ставиме неколку семки сега на тиквата. И тиквата е спремна. Се карамелизира. Видовте? И громот е тука да каже нешто. Гледайте. И времето не е среќен, оти се завршува серијата од 40 емисии од Шери што ќе готвиме денес. А ние за денес ве поздравувам со последната рецепта и се надевам, сигурен сум, оти се гледаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес?